Над 1700 километри од вкупно 2180 колку што ги има во источниот регион чекаат на асфалт. По општини состојбата со патиштата кои се уште не се асфалтирани изгледа вака: Виница 76 километри, Карбенци 79, Штип 117, Берово 44, Пехчево 75, Делчево 81, Македонска Каменица 53, Кочани 114, Чешиново Блешево 38, Зрновци 56 и Пробиштип 33 километри. Не се добри. Претежно се лоши ископани. Има многу дупки, многу пропаднат. Лошо е за возење, треба да се пази, полека се вози така. Многу лошо. Што не се одржава. Значи треба почесто да се одржават, да се санират. Оваа лоша состојба ќе се поправи, а најавата за тоа стигна од премиерот. Тој од Штип најави асфалт за 106 километри вредни 113 милиони евра. Во април почнуваме со градежни работи за надградба на патната делница Карбинци Зрновци Виница во должина од над 10 километри и вредност од околу 1 милион евра. Обезбедивме финансии во вредност од 43 милиони евра за изградба на експресен пат Штип-Кочани, како комплетно нова траса со 4 ленти во должина од 26 километри. Најави за градби има и на крајниот исток. За патниот правец Кочани Каменица Делчево, кој е во должина од 30 километри. Кон крајот на годината започнуваме со градежни работи за темелна реконструкција и модернизација на патниот правец, со проширување на кривините и исправање на критичните точки на патот, и оваа инвестиција во вредност од 10 милиони евра. Најголемата најавена инвестиција за патната инфраструктура во овој дел од државата е за патниот правец Штип-Радовиш, за кој се бараат 60 милиони евра. Со 4 ленти и должина од околу 40 километри. И ако се оди како што треба, планот е кон крајот на следната година да се започне со инвестиција и реализација на овој проект. Годинава само за Штип се обезбедени 1,4 милиони евра од државата, со кој треба да се реконструираат 18 патишта и улици. Инаку, веќе со децении, источниот регион е на дното во државата по патната инфраструктура. Овде со асфалт се само 30% од постојните патишта.